Версус со Горан Лалов. Версус на Канал 8, добро вечер. Ова е таа пракса за која зборував минатиот пат кога гостин беше пратеничката Бети Кузмановска. Еден вид отчетност, годишно обраќање на народните пратеници пред електоратот. Вечерва во Версус, пратеникот во Собранието на Република Македонија од СДСМ, Милијан Донов. Добро вечер, добре дојдовте. Добро вечер, добро ве нашол. Поздрав до гледачите на вашата телевизија. Господине Андонов, да почнеме од она што е најважно, стопанството. Актуелна е темата за влезот на американската компанија Амфенол во Кочани, која предвидува 1500 нови вработувања за период од 5 години. Добро, позитивно очекувано, веќе и во Кочани да се случуваат некои трендови кои нели наназад овие години не само во Република Македонија, туку и во окружувањето веќе се актуелни. Значи во Бугарија, Србија, Албанија, Босна, Црна Гора, оние од Југоисточен Балкан. И не радува фактот дека еве и во Кочани се појавуваат такви странски инвестиции. Јас не би рекол дека е само Амфенол, туку уште потврда и поубедлива инвестиција е она на холанѓаните околу производството на расад за цвеќење. Она во Керабиница која е интензивно. Се уште е во најава. Веќе почна оваа инвестиција, се сретна со градоначалникот и инвеститорот, ќе зборуваме и за двете, колку тоа ќе раздвижи локалната економија. Апсолутно ќе раздвижи локалната економија. Амфенол е, значи еве од мои сознанија што имам разговарано со луѓето кои веќе се таму и на работа како вработени и предпоставени, мислам, раководители. Сепак се уште Амфенол е во некоја пробна фаза, пробно производство. Значи, самото тоа што се сместени во објект не повеќе од некаде 1000 квадратни метри, ни кажува дека најавената инвестиција со вработување на 1500 вработени во таа дејност, во таа фирма овде во Кочани, ќе мора да се дислоцира и да бара по соодветно инфраструктурно градежно решение. Дај Боже, камо среќа да успее менаџерскиот тим сега кој е ангажиран во пробното производство, што поскоро да се обучат кадрите и профилираат на оној начин кој им треба на американците, за да тие тврдо одлучат да својата инвестиција ја задржат овде во Кочани, во Македонија пред се, и во Кочани да ја зголемат, да доинвестираат и аналогно на тоа да ги перформансите зголемат на вработување од 1500 луѓе, кое нешто сепак мислам дека ќе оди можеби за година или две, малку етапно, поспоро, етапно, а не онака како што еве владата сакаше помпезно да го најави и на пресконференција, па имавме диалог и во собранието дека еве веќе во Кочани трнале вработувањата на 1500 нови лица во Амфенол компанијата. Меѓутоа не е така, кажав, и ќе налегаме со сите наши добри намери да успее оваа инвестиција и стварно во Кочани да трне онаа мртва точка на вработеност на младите луѓе. Сепак гледаме дека тие бараат се повеќе и повеќе млади лица кои се донекаде остручени, меѓутоа секако ги доостручуваат, дообучуваат и со самото тоа многу луѓе кои бараат работа, млади, ќе успеат да си го најдат своето решение. Што е според вас причината што овие странски инвестиции во Кочани доаѓаат релативно доцна? Па релативно доцна, не би рекол релативно доцна. Значи, странски инвестиции во Република Македонија влегоа малку повеќе и поинтензивно овие 3 или 4 години наназад во ТИРЗовите, технолошко-индустријски развојните зони. Тоа се значи, ние таква во Кочани немаме. Иако беше на зародише на таква индустријска зона, не ТИР зона, уште во 2004-2005 година не успеавме или не успеа и оваа влада од 2006 наваму да ја воспостави таа индустријска зона која би можела да претекне и во технолошко-индустријска развојна зона, таму каде што државата дава многу бенефити на странските инвеститори. Пред се тоа се значи фирми кои ќе произведуваат во Република Македонија и исклучиво тие производи, ново настанати производи или додадени вредности, ќе ги извезуваат. Значи се наменети за странскиот пазар, за Европа, Америка и ширум целиот свет. Таква работа во Кочани не успеавме или не успеа владата да воспостави.
Така имаме во Бунарджик, имаме во Кавадарци, имаме во Битола, во Тетово, еве и во Штип со Джонсон Контрол. Меѓутоа, Сугестивно беше прашањето, дали токму Тоа е недостатокот причината. од таква технолошка да, зона, апсолутно. може би инфраструктурата воопшто, патното поврзување, еве автопатот Кочани-Штип, кој што нема да се гради. Значи, јас би рекол од наназад би трнал. Кочани има добра инфраструктура во смисол на воспоставените објекти и постројки. Значи, во Кочани едно време, во она стара индустрија, работеа некаде цирка околу 15 до 20.000 работника. Сега тие простории се празни. Владата трна со најава малку доцна во реактивирање и понуда на таквите објекти на странски инвеститори. Па може и домашни инвеститори. Меѓутоа, тоа не е доволно. Не е доволно од аспект затоа што во тир зоните, кои паралелно екзистираат во Република Македонија, тие бенефити и тие повластици кои ги дава државата се огромни и многу диаметрално различни од оние кои овде странските инвеститори ги бимале во Кочани, па и за домашните инвеститори. Меѓутоа, ако беше тир зона во Кочани воспоставена токму во тој дел каде што се инсталирани тие постројки со работни места, со искуство, со обучени кадри, мислам дека многу одамна поуспешна ќе беше работата околу привлекувањето на странските инвеститори и во Кочани воспоставувањето на и покренувањето на тие фабрики. Меѓутоа, еве, погрешна можеби политика, можеби се почна од гола земја, од ниви, да се воздигнуваат тие технолошко-индустријски развојни зони. Мислам дека е тоа погрешен концепт за мене. Мораше такво нешто да се воспостави можеби на ваков начин, на веќе постоечки објекти, не велам сега само за Кочани, овде е и Штип, Македонка. Илјадници метри квадратни покриен простор со целосна инфраструктура, канализација, вода, струја, патишта, улици внатре, тие паралелно на нив преку улицата, на магистралниот пат, од нула ја воздигна технолошка индустријска зона. Колку како економист ви се чине оправдан потегот на владата да ги нуди пропаднатите стопански објекти во Кочани од претходниот систем за браунфилд инвестиции? Значи, реков и пак ќе кажам, моја опција и моје залагање и моја замисла беше токму на таков начин да трне владата во привлекувањето на странските инвеститори, па и во потикнувањето на домашните инвеститори. Затоа што владата, државата на Република Македонија конкретно, е во голем дел собственик или сособственик на тие пропаднати капацитети ширум Република Македонија. И можеше многу лесно и едноставно да се дојде до решение со другите содружници, односно со собственици на тие капацитети, тие да се покренат, а не како руво да пропаѓаат на забот на времето од ден во ден. И не само инфраструктурно, туку и опремата која беше инсталирана, која и ден денес може да се најде и да биде во добра кондиција и да одговори на сите оние технолошки аспекти и побарувања кои ги имаат и странските и домашните инвеститори. Меѓутоа, за жал, помина многу време, многу години наназад, тие останаа така неискористени објекти и опрема, пропаѓаа од ден во ден и еве. Можеше ли сада сама да ги понуди претходно? Апсолутно дека можеше. Значи, наша замисла, еве ќе кажам, 2004-2005 година, ние имавме такви состаноци овде во Кочани и побаравме од владата, тогаш на Социјалдемократскиот сојуз, да ни дозволи и бевме на прагот да воспоставиме индустријска зона во Кочани. Таа беше понудена и на малото стопанство како една целина, да биде една целина како царинска зона, и целулоза и хартија Кочани, Руен, Атом, другата. Меѓутоа дојде до промена на власта во 2006 година и овде застанаа сите активности. Дури сега, еве, после 7 или 8 години, од промената на власта со владењето на ВМРО ДПМН, сме сведоци дека еве нешто пак на таа идеја се враќа наназад и се нудат такви решенија за пропаднатите капацитети во Кочани. Што добива, што губи Кочани како потенцијален центар стопански на источниот регион со изградбата, односно проширувањето на магистралата А2, М5, со една лента, а не за автопатско поврзување?
Значи вака добро е и она што ќе се направи околу новиот автопат од Миладиновци преку Свети Николе до Штип. Апсолутно добро закочени затоа што центар во Македонија е Скопје. Без Скопје буквално никој во Република Македонија не функционира. Или голем дел од стопанството не функционира без поврзаност со главниот град Скопје. Ние баравме и ќе бараме автопатско решение не само до Штип, туку и до Кочани, па и до бугарската граница. Зошто го велам тоа? Затоа што сметаме дека од зафатнината на кинескиот кредит за изградба токму на овој патен правец, автопатско решение Миладиновци Штип со тешки над 200 милиони евра, постојат средства. Има пари да се направи едно добро автопатско решение до бугарската граница. Зошто го велам ова? Затоа што по стандардите и на Светска банка и во обкружувањето и секаде 1 километар автопатско решение, онакво како што се нуди овде на истокот, каде што немаме ниту тунели, немаме ниту мостови, немаме некоја висинска разлика, значи буквално се качува до 800 метри надморска висина и спаѓа до 300 до 500 метра надморска висина. Тоа е, да не речем, буквално една рамница, која по светски норми и стандарди чини некаде околу до 2 милиони евра автопатско километар решение. А вака, како што се воспоставени работите сега, ни предпочитат дека кошта 4,8 милиони евра. Тоа е буквално дупло од она што треба да се потроши. И сметаме дека затоа има резерви, има потенцијал да се разговара, да се оваа работа исправи навреме и тоа автопатско решение да се продолжи преку Штип, Кочани, Делчево и бугарската граница. Со самото тоа, истокот апсолутно ќе заживее можеби многу побрзо, поинтензивно во секоја смисла на зборот. Не само од граѓански аспект, посебно од стопански аспект, од бизнис. Да, во таа насока и прашањето за патната инфраструктура, да се вратиме на инвестициите. Во Штип ги има повеќе и како домашни, така и странски. Во Кочани е странски, но се помалку се охрабруваат домашните инвеститори, дали било да го прошируваат бизнисот, било да отпочнуваат нов бизнис. Вие сметате дека домашните и странските инвеститори немаат ист третман од владата. Зошто? Тоа и на неколку наврати и во парламентот и во секоја прилика го потенцирам и јас лично го потенцирам дека апсолутно има диаметрално големи разлики помеѓу третманот на домашните инвеститори и странските инвеститори. А би рекол дека домашните инвеститори треба малку повеќе да се форсираат, затоа што тие се тука, иако са помали со капитал, меѓутоа се многу побројни и кога такви тие можат да повлечат многу за економската економија, за отварање на нови работни места. Странските инвеститори, ќе дојдат, ќе влезат во тир зоните, ќе имат бесплатна земјиште, бесплатна инфраструктура, вклучувајќи овде електрична енергија, водовод, канализација, патишта, ќе имат и државна помош годишно. Нема да плаќаат и данок на добивка, нема да плаќаат ни персонален данок на добивка, а сепак на вработените ќе им понудат договор за работа со некоја минимална плата 7, 8, 9, 10 илјади денари. Тоа е нешто што и кај нашите компании, јас доаѓам приватно и од текстилната индустрија. Како сметате дека треба да се стимулираат домашните инвеститори? Домашните инвеститори треба да се стимулираат на тој начин што ќе мора да повлечат и да се повлечат и за нив одредени поволности кои ги влечат и странските инвеститори. Значи ќе мора за еден нов домашен инвеститор да има барем во првите не една година, 3 или 5 години ослободителни од околности. Да биде ослободен од данок на додадена вредност. Да има за секое ново работно место за вработени до 25 години старост, значи луѓе без искуство, повластици во неплаќањето на персоналниот данок на доход не за една година, за 3 или 5 години најмалку. Значи самата локална самоуправа, самата држава да изнаде средства од буџетот, а ги има за воспоставување на инфраструктурните решенија на тие инвеститори. Дали не може да плати доволен капацитет на електрична енергија, да даде државата помош. Ве прекинав да претходно сакавте да дадете личен пример со вашата фирма. Да, со мојата фирма сакам да дадам личен пример. Значи јас сум еден од помладите конфекционери, кој има приватна конфекцијска фирма, која работи исто така лон систем како и сите останати, скоро 100% во овој
региони во Кочани и во околината, prosečna plata кај нас е некаде околу 10-11 илјади денари. Зборувам prosečna плата. Значи, толку и странските инвеститори даваат на вработените и во Бунарџик, и во Кавадарци, и во Джонсон Контрол. Сведоци сме, Джонсон Контрол повлекува вработени и од текстилните фабрики. Конкретно и од мојата, и од другите, и од штипските, секаде. Разговараме секојдневно. Колку е платата? Толку е. 9, 10, 11. Толку има и кај нас. А ние немаме никакви поволности. Како домашни инвеститори. И уште сме ние домашни инвеститори. Не сме ние затечени фирми. Ние секојдневно инвестираме, секој. Дали во опрема, дали во технологија, дали во инфраструктура. Сепак инвестираме да го одржиме бизнисот, да го развиеме бизнисот и да отвориме или ги задржиме постоечките работни места. Ама немаме никаква помош. Може ли да се менува структурата на производството? Застапени се одредени гранки по текстилната индустрија, претежно, недостасува оригинална бизнис идеја или можеби толкави се можностите конкретно за водење бизнис, да. Конкретно за текстилната индустрија зборуваме или воопшто за стопанството, да. Може да се менува структурата на ново додадените вредности на новите производи. Амфенол е една од, странските инвестиции која покажува дека може да се работи и произведува производи кои не биле застапени овде во конкретно за Кочани зборува. Да, но тоа може да го покаже со пример странски инвеститор, дали домашен? Може домашен, како не. Зошто немаме такви инвестиции никаде во земјата, не само во Кочани? Не би рекол дека немаме такви инвестиции. Значи имаме ние иноватори, имаме некои производи кои се произведуваат во Република Македонија, не во Кочани, меѓутоа се продаваат широм светот, дури до Бразил и до Кина, до Индонезија или до Норвешка. Имаме такви. Имаме во Скопје, имаме во Тетово, меѓутоа во Кочани немаме и не можеме да се пофалиме. За какви производи се работи? Па тоа е нешто во смисол на електрониката. Значи, почнувајќи од програми до одредени делови, сега не сум стручен да ги изразам. Во област, да. Да, во таа област, меѓутоа елементи кои ги се произведуваат во Македонија, сепак се домашни иноватори кои ја измислиле и ја имат патентирано таа работа, меѓутоа со помош на странски инвеститори воспоставиле фирма и ја воспоставуваат, произведуваат и извезуваат во светот. Значи имаме ние потенцијал во Република Македонија, меѓутоа не е доволно. Не треба Македонија се ограничи на земјоделското производство. Да, не би требало да се ограничи во земјоделското производство од традиционална гледна точка, меѓутоа од модернизација и воведување на нови производи во земјоделието треба да се инвестира во Република Македонија, па и во Кочани. Не знам по кој ред ви е прашањето за новата холандска инвестиција, за расат на производство на цвеќиња. Мислам дека го опфативме уште. Ако веќе го опфатиме, јас би се навратил и таму. Значи, тоа е една огромна инвестиција, со огромни пари, огромна површина, тврда работа, мислам дека ќе успее. И треба да успее. И мислам дека во Кочани, покрај тоа, ќе се развијат неколку фирми кои ќе кореспондираат или ќе бидат кооперанти и ќе произведуваат цвеќиња, како што имаме пример во Гевгелија, како што имаме пример во Виница или некаде на друго место. Родеото, онаа пиперка која се полни, исто така интересен производ. Неколку години наназад тоа е нешто ново во Република Македонија, но меѓутоа не доволно искористено. Не доволно за да се финализира како готов производ. Ние го имаме како земјоделски производ пиперка, меѓутоа како готов за храна, подготвен спакуван во тегла, го немаме. Разговарам со луѓето секојдневно. Зошто? Немаат капитал, немаат пари. Нема кој да ги следи. И тие, на еден начин, тој капитал на недостаток, тие пари го кочат развојот на земјоделието и во Кочани и во Република Македонија. Широка тема, ја свативме поентата во интерес на времето. Што мислите за новите законски одредби во Законот за решавање на статусот на стечајците таков каков што беше во собранието? За жал, јас го имам прочитано законот, тоа е само пролонгирање на рокот, значи не е до 2004, сега е до 31.12.2013 година. И би рекол за жал за кочанските стечајци вака како што е дадено
понуденото решение од владата за решавањето на проблемот за стечајците, мислам дека во Кочани нема да се најде стечен работник кој ќе биде зафатен од новото законско решение. Ние сме спремни и ќе поднесеме низ амандмани со кои ќе сакаме да го измениме предлог нивното решение, да дебатираме, да разговараме и да им кажеме дека еве во Кочани постојат некаде околу 400, 500 или 600 стечени работници на кои не им е решен статусот, на кои ни со ова решение нема да им се реши статусот. Не е тоа проблемот само со Кочани, тука и Виница, и Делчево, и Штип, и другите градови. Велес, Куманово, и дека ќе мора власта, ако веќе има намера да реши одреден проблем на одредена категорија граѓани како што е стечајците, да влезе во отворен диалог и со отворена намера за да изнајдеме заедничко решение да им помогнеме на тие луѓе. Значи вака како што е решението не е добро. И за жал пак ќе кажам на стечајците, ако не бидат прифатени амандманите, пак ќе бидат оставени на цедило. Да, зошто досега не се донесе квалитетен закон за решавање на статусот на стечајците, дури и во време кога СДСМ беше на власт и тоа долги години? Значи, кога во време беше на власт СДСМ, се донесе еден закон за стечајците, меѓутоа не се реализира од проста причина што мораше да се испочитуваат некои обврски преземени со Меѓународниот монетарен фонд. Значи, забраната дојде од надвор. Бевме многу зависна држава со Меѓународниот монетарен фонд, со нивниот аранжман на кредитни побарувања, односно користење на кредити и некои услови кои мораше нашата администрација, односно држава, да ги исполни. Од тој аспект тогаш не беше тој закон финализиран. Беше добро законско решение. Сега, Меѓународниот монетарен фонд нема такви ингеренции, се промени неговата улога, неговиот статус, не само во светот, туку конкретно и во Република Македонија. Значи, немаме, како држава, такви обврски. Сега е дојдено времето, со буџет од некаде на 3 милиарди евра годишно, да се изнајде тие 5 или 6 милиони евра за стечајните работници. Апсолутно мислам дека постои и можност, постојат и резерви, постојат потенцијали во тој буџет, да се изнајде такво решение и да им се даде позитивно решение на стечајците. Затоа што, пак ќе кажам, тие луѓе не се виновни за нивниот статус, за нивната судбина, што ги најде околу нивната екзистенцијална подреденост, туку, еве, државата на еден начин треба да им се одолжи, ние, како пратеници, јавни личности, политичари, мораме со сите сили да изнајдеме нешто и да им понудиме за да бидат до моментот на пензионирање или стекнување на друг статус за нивно обесправување. Да, кога го спомнате Меѓународниот монетарен фонд, да го врзам и прашањето за јавниот долг, собранието на 82-та седница не ја подржа информацијата за висината, структурата, транспарентноста и намената на јавниот долг на Република Македонија. Табу тема е за оваа власт да се разговара посебно во собранието, а камоли и на некои други отворени места за јавниот долг на државата, централниот долг. Табу тема, тоа е забранета тема, не знам како да кажам. Дури вчера се осмелија одреден број на пратеници на дебатата во собранието да реплицираат со познати еднолични напишени реплики и во делот на она што било кога било СДСМ на власт, што било сега кога било ВМРО на власт, колку биле оние транспарентни или овие. Значи, транспарентноста е дојдена до најниската можна точка или граница. Никаква апсолутна транспарентност, посебно за јавниот долг, па и за останатите некои теми кои не им одговара на власта, тие се забранети за говорење. Еве, со законот за јавен долг, ние, односно владата на Република Македонија, има оврска да води регистар за јавниот долг. И оврска еднаш годишно да дава информација и за таа информација да се расправа во собранието на Република Македонија. Јас сум пратеник од 2008 година. Сега сме 2014, 6 години. Таква информација не сме имали од владата досега за разгледување на состојбата со јавниот долг. Регистар за јавниот долг никој не е видел во Република Македонија и таква работа не постои. Иако со закон се обврзани тоа да го сторат. Значи, они бегат.
Рековте и сами, пратеник во собранието веќе 6 години, имате солидно политичко искуство, она што е моментално предмет на интерес на новинарите и на јавност, е секако дали ќе има предвремени парламентарни избори заедно со претседателските. Јас од оваа позиција, не само како пратеник, туку и ние комплетно, како Социјалдемократскиот сојуз и цела купната опозиција, не само во парламентот, нели? Не можеме со сигурност да тврдиме дали ќе има или ќе нема предвремени парламентарни избори паралелно со претседателските избори. Меѓутоа, лично, ако ме прашувате, јас ќе кажам дека 90% ќе има предвремени парламентарни избори. Зошто? Од каде таквите се? Зошто? Затоа што секојдневно сме сведоци на популистичката кампања која секојдневно ја води оваа власт. Значи, секоја една мерка понудена од страна на премиерот или министрите е популистичка, несправедлива и е во интерес на нивниот рейтинг пред граѓаните на Република Македонија. Подготвен ли е СДСМ да оди на избори? Апсолутно, СДСМ е подготвен и интензивно се подготвува за предвремени парламентарни избори. Значи, ние ги стегаме нашите редови, ги пребројуваме нашите активисти, нашите членови, спремаме буквално се што можеме во овој краток период да не бидеме затечени од страна на власта со распишувањето на предвремените парламентарни избори, жестоко да се спротивставиме на тие избори и да им докажеме дека тие не се во право и дека не е решението само избори. Да се спротивставите на одржувањето на изборите или не, да се спротивставите со политичката програма? Со политичката програма и да им докажеме дека не се во право, дека нивното решение за предвремени парламентарни избори не ги амнестира од сите оние неправедности и неправилности кои ги завршија сите овие 8 години наназад спрема граѓаните на Република Македонија. Значи имаа шанс. Они како што ја водат нивната партија, како што ја стегаат, како што си ја подредуваат партијата, така да ги воведеа барем половина од она во државата, да гледаат за граѓаните реално на Република Македонија, состојбата и за нив и за граѓаните ќе беше многу подобра. Меѓутоа, за државата апсолутно не направија буквално ништо. Да рачистине, да бойкот на евентуални предвремени парламентарни избори ќе нема? Не. Да. За претседателските сте подготвени? Па се подготвуваме, ние сме во тек, разговараме, веќе се стесни листата на оние наши можни кандидати за претседател на Република Македонија и како што пројде пред една недела новиот изборен законник и ако тој во целост се спроведе онака како што е номиниран, мислам дека Социјалдемократскиот сојуз со својот кандидат ќе има добри услови да го има претседателот повторно на државата, а паралелно со тоа... Задоволни сте од изборниот законник? Да, сме задоволни. Сме задоволни само ако биде имплементиран и спроведен онака како што е напишано на хартија. Меѓутоа, со оваа власт не можеме да бидеме на чисто. Не можеме да гарантираме дека тие, за она што се сложија, што заедно го постигнавме во работите групи, дека и ќе го спроведуваат. Можете ли барем за себе да гарантирате со промената на раководната структура, вако се уште кревок нов СДСМ, дека може да воопшто претрпе уште еден пораз или што евентуално е ако победите? Значи сите велат дека не е моментот за Социјалдемократскиот сојуз да има предвремени парламентарни избори со оглед на новото раководство и новата партиска врхушка структура, извршен, надзорен и централен одбор. Јас би рекол дека не е така. Јас ќе кажам дека и претседателот Заев и неговиот заменик Шикеринска се искалени борци во Социјалдемократскиот сојуз од првиот момент. Значи со огромно политичко, партиско искуство и професионално. Значи не се тоа нови личности кои влегуваат во политиката. Па и еве по општинските организации. Да, ние се освеживме со нови лица во извршните одбори и во Кочани, со нови раководства. Меѓутоа тоа не се неискусни луѓе. Тоа се луѓе пак биле се и ќе бидат активни во Социјалдемократскиот сојуз. Повеќе или помалку се учествувале на било која позиција во партијата, на било која задача во изборна трка.
Значи не е тоа нешто од нула, па сега за една година не можеме да се воспоставиме и ќе изгубиме, ќе претрпиме повторно пораз. Не би рекол. Значи и сепак поразот на ВМРО-ДПМН не зависи само од Социјалдемократскиот сојуз. Не зависи од раководството на Социјалдемократскиот сојуз, не зависи од пратениците, не зависи од општинските раководства, зависи од целокупната политичка поставеност со сите други останати политички партии и на позиција и во опозиција. И би рекол тука за сите граѓани. Секој за себе ќе треба да понесе одговорност, да биде вклучен интензивно за сето она што се збиднувало, што се збиднува или да определи како ќе сака неговата иднина да тече понатаму. Ќе има наскоро можност Сигурно. да го направи тоа. Благодарам за гостувањето, Версус. Благодарам и на вас. Мило ми е, што се дружиме на вакви дебатни емисии, во секое време ви остануваме на располагање. Барем еднаш годишно. Да, Барем се еднаш. надевам и почесто, да. Благодарим за гледачите. Версус со Горан Лалов.